А? Убав денов. Шо убав ден? Пролетен. Да си поживееше таткото уште малку. Сега ќе копаш? А, Кај седеше тој така подиела, знаеш? вреден човек. Сети ки во башчата ќе беше. Вистина ме остави сама, ама пак на убаво ме остави. Ме чувате, ме гледате. Не можем да се пожалам. Да ви даде Господ и вас, вашите деца, така да ве гледаат, како вие мене што ме гледате. Мори мајче. Поубав благослов од ова нема. Нема. Многу ти благодарим. Како се вели, како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Така се, така. Да не сакаш уште нешто, мајко, да викнам по измекјата, Не. Доста е за сега, доста е. Да станеме, да се фатиме за работа. Не ќе биде лошо. Сега како ќе кажеш ти? Брат ти денеска го нема. Се има зафатено со некоја работа, знаеш ти каков е. Го знам каков е. Севезден трча, работа. Да беше женет ке одев и кај него. Да беше така, женет. понекогаш, ама вака не можам, шо ке сам си има работа, а јас туку... Не. Зборувајте му да се жени, Ами ти знаеш дека Везден му зборуваме, ама тој се истото. И не може. Знам. Ние за него, еве го тој. Еве го, дојде. Кај си бе? Боживо на сите. Арни. Седни, сине. Токму за тебе зборувам. Сега токму за... Милке! Ој, Милке! Стави едно сладко кафе за бат. Веднаш ке донес. Не треба. Не ми е дојдено до кафе. Абе, напи се, шо упатеш едно кафе, ништо. Ништо, бе, брате, ама се уште да ме гоштевате, не оди. Сине, ај погоди, мајка, зашто сме зборували? Многу ми е тешко Не да може да погодам. погоди. Како не сум? Ајде. Ај погоди. Пак за мојата женачка сте правиле моја. Погоди. Навистина, не ти беше тешко да погодиш. Токму за тоа зборувавме. Абе, братче, како болета си. Оној боле од дацета. И тој не сака да се жени. А ти зошто не сакаш да се жениш? Не сакам, брату, некоја да земам надушете, затоа, ако веќе јас немам късме, зошто некоја да трга со мене? Ај, ме гледате, работам од утро до мрак и ништо нема на видео. Или нема да роди, или ќе роди па ќе си суши, или вода ќе го однеси, или слана ќе го послани. А се сеќаваш ли, брате, кога се делевме? Абе, се сеќавам, како не се сеќавам. Јас мислам, оти се убаво и братски поделивме, така ли е? За тоа не можеш да се пожалиш. Се на половина си беше поделен. Не се жалам јас на вас, туку на мојата среќа. Сето тоа што го поделивме беше арно, ама кога почнавме, мислам, кога фрливме ждрепката, тогаш почна мојата несреќа и сите ниви што се вели, што ми падна на ждрепка, не се погодија. Бате, не се сите за никаде. Имаш и убава земја. Знаете зашто задоцнив? Се мислев што да направам. И кога се решив, дојдов да ви кажем. Решив да се заминам од тука. Да појдам на друго место и таму да си ја барам среќата. Да не се бијат луѓето шега со мене дека сум го запустил оставеното од татка. Решив, ако треба и во трна корија ќе одам мечките да ми зерат. Тоа не бива. Не, никаде нема да одиш. Не. Кај нас ке дојдеш и заедно ќе се живееме. Не. Ако треба, што се вели, двајцата заедно, со мојата среќа заедно ќе трга. Не. Не бива тоа, брате, не сум дете да ме чувате. Решив да си одам и ке си одам. Не ме запирај. Седи си тука, синко. Седи си. Ожени се.
А што знаеш, па може би жената ти е некоја среќлија, па покрај незината среќа и тебе, оп, късметот ке ти проработи, а? Не запирајте го, бре, луѓе. Нека оди човекот, нека направи нешто за себе. Оти, после може да се кае дека ништо не направил за себе. Така е знал. Убаво кажа ова. Уво, е. Ќе одам и не знам никога ни дали ќе се вратам. Вие мојата земја работете. Кога ќе се вратам, ако се вратам, таа пак ќе си биде моја. Сега додам да се подготвам, а вие испратете ме ако. Ке дојдеме. Ако, синко, ако нема да те запирам со сила, не си дете, ако си решил, оди. Па, оди со среќа, нека и поскоро да ни се вратиш ти. А, еве го кафето. Повели? Ти реков, Милке, дека не треба, Ако за среќен па. Така. си жива и здрава. Милка, какво кафе прави, никој не прави тако, брат. А, убаво. Поможи Бог, старче! Господ да ти поможи, синко. Оддалеку те слушам како го сечеш ова дрвото и се прашувам до кога ќе го сечеш. Бога ми, бајаги дебело ми се гледа. Ќе го сечам додека рекол Господ. А ти, бре, синко, те гледам вака испостен нешто. Што мака имаш, кај одиш вака? Слушај, ајте, ќе ти дам нешто да каснеш па да ми раскажеш што е работата. Абе, старче, голема е мојата. Многу треба да ти раскажувам. Така ли е? Па ајде, дојди да седнеме, да каснеме, па ќе ми раскажеш. Ај. Опа. Така. Ајде, синко, седи. И? Шој, јас ти бев, старче, син на многу богат човек. И кога умре татко ми, имотот со брат ми го поделивме. Арно, ама нему късметот му поработи, а мојот късмет ич. Се шо ќе фатев, ќе се исушеше.
се запусти. Се, старче, и да ти кажам право, работев се, мачев се, надевав дека нешто ќе направам, ама не тргна работата и не тргна. И така решив да тргнам по Коријава, некаде душа доставам да далдисам, ама каков късмет сум, не сретнав ни мечка, не сретнав за да ме изеде. Ајде, синко, ајде да прикаснеме. Синко, ајде сега, јадевме што јадевме, се најадовме. Сега да почнам пак да го сечам дрвото, да продолжам со сечењето. Не, старче, не. Јас сакам сега тебе да ти поможам. Убаво се најадов, добив сила, и јас сега ќе го сечам дрвото. Добро, лели така велиш, ај така нека биди. Земи ја балтијата и оди сечи го дрвото. Пфу! Ете, видели бе, старше? Видели? За шо ќе се фатам? Или ќе се скрши, или ќе се запусти. Ја. Ајде, синко, доста е работа за денеска. Ќе те однесам кај мене. Таму ќе преспиеме. Живеачката моја е во една пештера. Ама сетики поарно е, отколку да си на отворено вака.
Ајде, момче, седни да подкаснеме. Чунки многу пати зодивме. Ха? Старче, Балтијата ја заборавивме. Не ја заборавивме, момче. Балтијата си е таму кај што е местото, кај дрвото. Ајде. Добра ви вечер. Како сте денеска? Денеска кај нас многу арно. А вие како сте? И ние сме арни денеска. Денеска 1000 умрија, а 1001 се родија. Блазе си им на тие што се родија, а тешко на тие што умрија. Ке ми кажеш ли, старче, што беше ова? Ништо не ме прашувај, момче. Убаво досега ништо не ме прашуваше, па така и од сега нека биде. Кога ќе дојде време, јас се ќе ти кажам. Уште малце ќе се стемни. Ние да си легнеме, та да се одмориме, оти дрвото за утре не чека.
Добра ви вечер. Како сте? Ние и денеска сме арни. Вие како сте? И денеска беше арно. 1001 се родија, а 1000 умреа. Блазеси им на оние што се родија, а тешко на оние што умреа. Пак ништо да не прашувам. Нема што да прашуваш, синко. Се само ќе ти се каже. Тогаш да си легнеме и да поспием. Помози Бог, старче. Бог да ви даде добро, чеда мои. Како сте? Денеска не сме толку арно. Се изнајадовме, се изнаработивме, се изнајадовме пак, чини утре ни останаа празни, а дрвото остана недосечено. И ние не сме многу арни денеска. 1001 умреа, а 1000 се родија. Блазеси им на оние што умреа, а тешко им на оние што се родија. Сега нема ништо да прашувам, оти самиот разбрав. Само не знам кој е стариот со белата брада. Тој ми е татко и тој ја знае среќата на секој човек. Виде колку богата беше трпезата на првата вечер, а? Тоа е вечер кога се родил брат ти и тие како него. Затоа тој рече,
Тешко на тие што умреле, а блазе на тие што се родиле. Па тоа за дека тие што се родиле ќе живеат со среќа, а тие што умреле си оставили убав живот. Убаво си разбрал се. Така беше и втората вечер. Помалку беше, ама пак имаше и остана. И тој ден истото го кажа. Ама третава вечер, виде и самиот. На таква вечер ти си се родил, синко, и затоа немаш. Затоа рече, тешко на тие што се родиле, а блазе на тие што умреле. Тие што се родиле тогаш мака ќе мачат, а тие што умреле се спасиле од сиромаштија. Така е, синко. Тоа била твојата среќа. Па тогаш да не чекам, туку да си го ставам јажето околу вратот и... Чекај, уште не сум ти кажал. За дрвото што ме праша, колку ќе го сечам. Ти реков дека ќе го сечам додека сака Господ. Тоа ти е, синко, животот и не можеш ти да го сечиш кога сакаш. Ќе го пресече тој што ти го дал. Па вака ли ќе тргам јас без старче до крајот на целиот мој проклет живот, ха? Не. Штом си тргнал да бараш, ќе најдеш. Ти дојде довде, мене да ме сретиш. Јас ќе ти кажам како да ти биде подобро. Ќе се вратиш ти кај брат ти и ќе се ожениш за неговата измеќарка. Знам дека ќе те тераат да земеш некоја чорбаджиска, но ти никако да не земаш друга, туку само измеќарката на брат ти. Оти таа е со голем късмет. Се што ќе купиш и ќе направиш, за неја да го направиш. Се што треба да земеш, за неја ќе земеш и се да биде нејзино. Само така ќе ти оди напред работата. Разбра? Ајде сега да си легнеме, а утре рано ќе се поздравиме и дома да си отиш. Епа, мило ми е, брате, што те гледам тука, кај што ти е место. Така. Така е, меко. А местото му е дом. Од дома побаво нема. Нема. А тука сме и ние. Ако треба, ќе помогне. Ќе помогне. Се што треба, не ако Се треба. што можеме, Се што ќе може. Така е, сине, не си сам. Така И знаеш што, сакам сега кога си дојде, веднаш да се ожениш. Да се ожениш. Се врати, од кај што се вратите немаше, па да ќе те дотераме едно убаво, ќе кажеме дека си спечелил многу пари. Ќе ја земеме најбогатата во местово, најбогатата со незината среќа може и тебе ќе ти тргне. Ај, чорбаджи, Тодор се распрашуваше. Се распрашуваше дали си дошол? Така кога се врати, те ова, те она. Знам за... И она негова најубава. Убаво, Трајанка. Сега да кажам јас нешто. Послушајте ме сега, јас вас ве слушам. Цело време сакам и вие да ме послушате мене, сакам да ве израдувам. Шо? Решив да се женам. Убаво де, убаво. Арно, ама неќам да се женам за некоја богата, туку сакам да ја земам твојата измеќарка, брате, за жена. Ау! Брате, ами ти си бил сирома по думот, не ти работи среќата. Ај! Брате, не сакам повеќе ништо да ми кажуваш. Ако сакате да се женам,
ќе ја земам само незе. А ако не пак, сам ќе сожам. Ако, синко, ако. Само ти жени се. Која сака нека е. Ако, па што ако е измекерка, ама реци да ја викнеме, па да ја прашаме дали таа ќе сака. Милке, дојди вамо. Заповедајте што треба. Види сега, ние не сакаме ништо да заповедаме, туку сакаме да те прашаме нешто. Мојот брат решил да се жени, па... Па и време беше да се жени. Па ајде, нека е честито. Чекај, море Милке, чекај. Види, тој решил да се жени, ама сака да те земе тебе. Па сега, ред е да те прашам, еве, јас како постар брат, сакам да те прашам тебе. Дали го сакаш ти, оти? Мислам... Ама јас сум измекерка, јас... Види, Милке, ти си ми била среќата, тебе сакам да те земам за жена. Ако ти сакаш. Сака, ще гледам. Ајде. И се гледа по лицето. Милкано! Да те срекни така. вековити. Море моме! Ајна мајка! Убава! Шо е, Милке? Домакине, евете ги моите пари, што ги заработив служајќи кај брат. Ти си домакин и ти знаеш што треба со него да правиш. Види, Милке, едно ќе ти кажам. Се што правам и се што купувам, за тебе го правам и за тебе го купувам. Се што е моje е и твое. Ама зошто така правиш, домакине? Нели се што е моje е и твое? Не, Милке, се што е моje е и твое. Така мора да биде. И те молам, не прашувај ме за оваа работа. И самата гледаш откако дојде во мојата куќа, се некако ми тргна нарно, на убаво. Така е. Вистина така е, ама пак народот да не рече... Нека рече и нека прече. Народот не мора се да знае. Ајде, спасте ги парите, ти знаеш што треба со нив. Добро, Ајде. ако сакаш така да биде, нека биде така. Ти си домакин, ти знаеш што треба. Ајде, оди поднамести го креветот да си легне, Петро. Да си почини. Ајде. Ајде, оди. Арно го пиш. Убавин. Милке, знам. Да си ми жива и здрава. Ми го крена детето на нос. А јас се лутев и не сакав да му дадам да се ожени за. Да ви кажам, луѓе мои, што се случи денеска. Чудо невидено. Што? Чудо Вистина. невидено. Шо бе, брат? Ја паметиш ти, брате, она нивата што ја купив, она... А она што ја купи со незините пари? Камењарот, стрништето. Тоа што се лутев јас, оти купуваш лоша земја. Вие не знаете. Парите што неизини се ги даде за чист камен. Ама вие не знаете какво жито убаво роди таа нива, како море. Абе да се изнагледаш на таа убавина, бе. Вистина. Да. Камењарот роди убава пченица. Вистина, Снао. Си појдов така денеска да си ја видам нивата, да си ја видам пченицата, житото, да си го видам, а то убо. Една убајна, една мирина на душата, вака да ви кажам, право, не можам да и се изнагледам. И туку од некаде дојдоа двајца патници застана и тие вака ја гледаат нивата и тие почна да се чудат, гледаат убаво жито, убава пченица и ме прашуват, бе, чие рече нивата? А мене, очи ми беше убо на душата, викам, моја! Абе, луѓе златни, туку од една страна на нивата, кога вивна еден огон, кога почна да гори житото. Ама бре! И ми текна мене, велам, не, моја, велам, на жена ми е. И тогаш ми текна на зборовите на старецот дека не смеев така да кажам. И огнот гасна во истиот миг. Велиш, огнот запре. Во истиот миг згасна. Чекај, полека, кој старец беше? Како? Некој старец што ти рекол, А откаде рече? Полека. Што ти рекол, Полека, каде си го сритна? Ќе ви кажам се и за него кога ќе дојди време. Хајде, Милке, убајно моја,
Srećo moja, vikne izmećarkata da ne svari po jedno blago kafe. Za ova kafe se... Dobrino, Dobrinke, kafe to pobrzo.